Денешното издание на Студио 1 го започнуваме со првиот човек на Балканскиот Ерусалим, на општина Охрид, градоначалникот Јован Стојановски. Добре дојдовте, градоначалниче. Добре ве најдов. За почеток, онаа тема која што беше болна за Сдруженијата за заштита на животна средина, студенчишко блато. Се водеа битки со локалните власти повеќе од 2 години, кога беше донесена одлука студенчишко блато да биде еколошко заштитена зона, а вие, тоа беше вашиот претходник, а вие најавивте дека ќе стане музеј на отворено. Каква е ситуацијата со студенчишко блато сега? Добро, студенчишко блато е едно од поголемите прашања еколошки кои што ги имаме во Охрид и секако дека заслужува внимание и добро што го поставивте на почеток од нашиот разговор. Студенчишко блато е за жал еден невалоризиран простор кој што го имаме, а сепак значаен, во рамките на општина Охрид, и ситуацијата со студенчишко блато е таква дека мора во скоро време да го решаваме на следниот начин. А тоа е, најпрво треба да направиме една ревизија во согласно со правилникот од страна на Министерството за животна средина, да ја усогласиме таа студија која што е изработена веќе во 2012-2013 година и после изработувањето на ревизијата да отвориме на јавна расправа заедно со сите невладини организации, заедно со стручната, заедно со научната јавност и конечно да го затвориме тоа прашање. Во смисла, она што е блато да се заштити, она што е зона на активно делување да се стави во функција на развој и на валоризација на тоа блато во рамките на туристичкиот потенцијал на општина Охрид. Меѓутоа, со одлука во 2013 година на владата стои дека 4 до 5 хектари се само заштитени. Студенчишко блато би било заштитено комплетно со таа нова ревизија? Не. Студенчишкото не во однос на одлуката која што споменавте, но со ревизијата да. Со ревизијата очекуваме дека ќе биде усогласена во согласно со правилникот кој што треба да биде, а тоа е единствената фаличност на првично извршената студија за студенчишкото блато. Предскоро ние имавме за среќа во Охрид една научна расправа за блатните системи на кои што произлегува доста конструктивни предлози. Очекуваме тие предлози да бидат и составен дел на студијата и како што реков во согласно со правилникот на Министерството за животна средина да биде финално изработена студијата за студенчишкото блато. Меѓутоа, оние здруженија Охрид СОС и еден кои што беа најгласни се бореа за тоа студенчишко блато, бара и ревитализација. Што значи ревитализација? Што би направиле на тој простор? Па видите, тоа е токму она што го зборуваме цело време. Постојната студија, која што се уште е актуелна, не беше изработена единствено само според правилникот на Министерството за животна средина. Со ревизијата, и тоа треба да се усогласи, со ревизијата треба да се утврдат и кои се навистина зоните на кои што постои студенчишкото блато и третиот сегмент кој што е значаен, кој што го споменува и невладините организации, а секако дека и ние го имаме во предвид при ставањето во функција на студенчишкото блато, а тоа е да имаме и навистина спојување помеѓу студенчишкото блато и Охридското езеро, затоа што тоа е единствениот начин да функционира студенчишкото блато. И за оние што не знаат, зошто е важно тоа место? За одржување на животинскиот свет, пред се замрестење на оние важни видови на... Јас тука би го избегнал одговорот затоа што не сум стручен, меѓутоа Вашите советници се... Во секој случај кога стручната и научната јавност го споменува дека студенчишкото блато треба да постои, ќе постои. Ставот наш е и политички и прагматичен дека студенчишкото блато ќе постои и ние во овој момент немаме студенчишко блато затоа што оној простор на кој што треба да биде студенчишкото блато не е споен со Охридското езеро, а со изработката на ревизијата и со изработката на финалната студија на тој начин би имале студенчишко блато во кое што ќе можат да го посетуваат, па дури и најмладите и децата, значи во едукативни цели, во образовните програми да биде ставено, да видат што е, тоа е последниот блатен систем кој што постои на територијата на општина Охрид и на таков начин ние ќе имаме навистина блато. А останатиот дел, како што е предвидено и во студијата, а тоа ќе го потврди или дефинитивно ќе го покаже и ревизијата која што стручната и научната јавност ќе изработи, не ние како општина Охрид само во скоро време ќе го објавиме јавниот повик на кој што ќе може да учествуваат и да конкурираат оние кои што се стручни
и кои што поседуваат научен фундамент да образложуваат што е тоа блатен систем и да го затвориме тоа прашање конечно. Градоначалниче, бидејќи зборувате за ревизија нели на баш студиите за студентческо блато, јас би ве прашал за дали имате досега направено веќе ревизија за работата на претходникот ваш, на Никола Бакрачевски. Добро, јас прашањето овде би го прецизирал дополнително колку се долговите на општина Охрид. Добро, тука навлегувате во една навистина суптилна тема која што важна, за Охриѓани најважна. За жал, за Охриѓани е најважна, бидејќи Охрид од 96-та година е општина со блокирана сметка и на некој начин би требало да премине, ето едноставно кажано, во банкрот. Но, ние во моментот согласно со програмата и со повикот кој што го упативме до Државниот завод за ревизија, си имаме ревизори кои што ја вршат анализата. Тие се единствено стручни во оваа држава и веруваме во нивната професионалност и тие ќе ги утврдат сите мани и недостатоци, а се разбира и добри страни во раководењето на мојот претходник. Јас не би сакал да го коментирам сето тоа додека не излезе ревизорскиот извештај. Сума немате заокружена? Ние или колку би се движела? Нормално дека како нова локална самоуправа имаме увид во состојбите со долговите во општината, кои што изнесуваат повеќе од 25 милиони евра финансиски долг, а се разбира дека имаме и голем број на материјални долгови кои што се само на општина Охрид. Тоа се долгови кои што се во принцип преземени за платени комунали, но неизвршени инфраструктурни работи кои што општината требало да ги направи. И каде завршувале тие пари? Тие пари едноставно завршувале во она од ден на ден работење. За жал, тоа го имаме одавна во текот на во работењето на општината Охрид. И сега буџетот на општината, бидејќи сте со блокирана сметка, како го структурирате? Добро, ние го структурираме и предходникот на него го менаџирале. Тоа не е толку тешко да се менаџира, меѓутоа за жал нема развојна компонента тој буџет. Развојната компонента значи финансирање на сите овие проекти кои што ги спомнавте, почнувајќи од студентчишкото блато, продолжувајќи со управувањето со сливното подрачје на општина Охрид, изработката на стратешките документи, изработката на планот за управување со Охридското езеро и понатака преземање на крупни инфраструктурни проекти. За сето тоа, за жал, општина Охрид мора да се моли кон меѓународните фондови, мора да се моли кон владата и ресорните министерства и тоа е за жал ситуација во општина Охрид. Кога ја споменавте меѓународната, минатата година Комисија на УНЕСКО беше во посета на Охрид, но тогаш се заклучи и покрај шпекулациите во дел од медиумите дека градот е загрозен да го загуби статусот заштитен под УНЕСКО, Комисијата одлучи дека нема таква опасност, барем во тој даден момент. Дали воопшто во наредните неколку години и под кои околности би можел градот да го загуби тој статус? Добро, значи Охрид е само дел и е една од општините и тоа на граѓаните треба да му биде јасно дека општина Охрид заедно со општина Струга и заедно со општина Дебарца се дел од заштитеното подрачје од страна на УНЕСКО, едноставно да кажам, и ние и денес имавме надзорна расправа во Собранието на Република Македонија, токму во врска со Законот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион, значи зборуваме за Охридски регион, и тука ние како општина сме само еден дел, заедно со општина Струга и општина Дебарца, кои што, како што добро рековте, во овој момент имаме загрозен статус. Загрозениот статус произлегува, едноставно кажано, заради немањето на управувачка структура со Охридскиот регион. Тоа значи дека немаме стратешки документи и ги немаме стратешките планови. А тоа е, иако имаме закон, значи досега имавме закон, за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион, меѓутоа за жал ги немаме стратешките документи. А тоа се планот за управување со светското и природно наследство, понатака ги немавме списокот, значи инвентарот, што всушност представува природно наследство од една страна и што представува културно наследство од друга страна. Понатака го немаме стратешкиот документ кој што е наречен план за управување со сливното подрачје на Охридското езеро
за да стигнеме и до планот за управување со Охридското езеро и да не ги набројувам понатамошните документи. За среќа имаме од скоро време функционирање на Комисијата за управување со светското културно и природно наследство во Охридскиот регион, која што комисија е составена од 23 еминентни представници од повеќе сектори. Значи и од граѓанскиот и од здруженијата кои што... Да, меѓутоа тука влегуваат и од ресорните министерства, влегуваат и од локалните самоуправи, влегуваат и од сите надлежни институции кои што се поврзани со управувањето на Охридскиот регион и во кои што се изработуваат сите документи, вклучувајќи ги и оно кое што ги интересира најмногу граѓаните, а тоа се урбанистичките планови. Сега Охрид е неизбежно да се започне на тема за туризмот, бидејќи е град кој што има најразвиен туризам во Македонија. Подготвени ли сте за една нова сезона? Има ли доволно капацитет, смештај за сите оние кои што би доаѓале таму? Добро, она кое што најпопуларно се нарекува, тоа е дека Охрид е најпозната туристичка дестинација, меѓутоа не е ни дестинација која што има најголем број посетители и најголем број ноќавања. Низ историјата беше Охрид, потоа една година беше Скопје. Сепак е Скопје и во моментов е Скопје. Поради изградбите... Меѓутоа и тоа е дел од туризмот. Што се однесува како Охрид и околината како туристички регион, како туристичка дестинација, сметам дека тука се два клучни моменти на кои што треба новата локална самоуправа заедно со бизнис заедницата да работи, а тоа е зголемување на бројот на капацитетите, затоа што веќе неколку години наназад, а оваа година ќе имаме исто така што е добро богата туристичка сезона и зголемен број на туристи. Значи, првиот момент на кој што ќе работиме или треба да работиме е зголемувањето на капацитетот на понудата, а тоа значи едноставно поголем број на хотели. Охрид во моментов нема доволно хотелско сместување кое што ги задоволува потребите на меѓународниот туристички пазар. Тоа е едниот сегмент, а вториот сегмент на кој што треба да се работи е на некој начин дивертирање, значи пренасочување на туристичката сезона вон туристичката сезона, значи оние мртви периоди кои што се секаде присутни во секоја туристичка дестинација, па и во Охрид, особено месеците втора половина на октомври, ноември, прва половина на декември и најмртвите некаде февруари и март, во кој што ќе треба да пренасочиме туристичката понуда затоа што никој во Охрид не би дошол за оваа постојна туристичка понуда што викате заради езерото или заради културните и природните богатства кои што ги има. Така да искористеноста на хотелските капацитети и особено на што е значајно што се развива изминатите години, сместувањето во комплементарните капацитети, значи во приватното сместување, треба да го пренасочиме во една нова туристичка понуда, а тоа е создавање на еден нов туристички производ, зошто туристите би доаѓале во Охрид вон туристичка сезона. А зошто нема доволно хотелски сместувања? Се кочат инвестициите во Охрид или сметате дека има некој посебен проблем поради кој што инвеститорите не инвестираат доволно во Охрид? Па тука имаме на одреден начин една интерактивност помеѓу она што локалната самоуправа треба да го направи и она што приватниот сектор треба да го преземе. Значи, за секоја пофалба е приватниот сектор во изминатите години и сметам дека и локалната самоуправа треба да и понатака да го поддржува тој приватен сектор. Во кој правец? Едноставно кажано, во правец на тоа дека Охрид е подрачје во кое што за жал во моментов немаме изработен детален урбанистички план за старото градско јадро, кое што ни е должност и според препораките на УНЕСКО да го направиме, и за жал немаме детален урбанистички план за крајбрежјето. Ако го земиме целокупниот Охридски регион, значи оние три споменати општини Охрид, Струга и Дебарца, сметам дека ние немаме според нашите пресметки повеќе од 15 до 20% детални урбанистички планови за крајбрежјето. Тука е, сметам, основниот проблем на кој што треба да работи локалната самоуправа, изработка на детални урбанистички планови за крајбрежјето, треба да се соочиме и со приватните инвеститори
и со невладиниот сектор, и со јавноста, и со целокупната туристичка заедница и да одлучиме во кој правец ќе се развива Охрид. Во овој момент, за жал, ево и при издавањето на плажите, и при доделувањето на локациите имаме проблеми и на тој план мора да работиме во текот на наредната година. Но за да го сето тоа направиме, ние треба да го имаме планот за управување со Охридскиот регион. За да од планот произлегуваат приоритетите, правците и целите во кои што треба општина Охрид како единица на локална самоуправа да работи. Градоначалниче, би ве прашал, бидејќи минатиот месец видовме ни поројни дождови, едни страшни слики од Охрид, тоа беа бранови кои што го буквално го препловија крај брежието. Се вршат испитувања од секторите внатре во локалната самоуправа, има некаква опасност дали за животинскиот свет, дали за самата состојба на водата, бидејќи знаеме дека во Дојра, например, едно време имаше проблем со водата, односно здруженија велеа дека има бактерии внатре и тоа беше причина поради на поројните дождови. Се вршат анализи, се прават? Добро, како што реков и преска дека согласно Законот за управување со Охридскиот регион и единиците за локална самоуправа и ресорните министерства треба да спроведуваат и научни истражувања. Морам да признам и отворено дека ние до сега тоа не сме го финансирале и дека ќе го финансираме. За да ги поседуваме сите овие информации на кои што вие како новинари и целокупната јавност заслужуваат одговор. Тука ние имаме реномирани институции, за среќа го имаме Хидробиолошкиот завод, за среќа ги имаме и други институции кои што се наоѓаат и на територија на општина Охрид, а и пошироко во Република Македонија и кои што ќе дадат одговор на овие прашања. Ние во моментов како единица на локална самоуправа работиме на еден проект кој што како идеја беше и во претходната локална самоуправа, локална администрација, значи од претходниот градоначалник беше зачната, а тоа е реконструкција на кеот. Ново согласно заради тоа што од претходниот мандат од претходната локална самоуправа беше одбиен тој проект од страна на Министерството за животна средина, ние во овој момент тоа го работиме да биде во склад со правилникот, принципите и политиката на Министерството за животна средина и на таков начин да го заштитиме Охридскиот кеј, да добие во атрактивност, а сето ова кое што го поставивте во вашиот прв дел од прашањето треба да биде составен дел од планот за управување со Охридското езеро, кој што во моментов е во една рана фаза. Исто така, напоредно со овој план за управување со Охридското езеро, многу е битно за даден е рокот и во препораките на УНЕСКО тоа беше содржано, планот за управување со сливното подрачје во Охридското езеро. Тие два стратешки плана, кога ќе ги имаме, во тој случај ќе имаме континуирано мерење на сите овие параметри за кои што вие сега го поставивте прашањето. Реков, за жал во овој момент немам одговор. Градоначалник Стојановски, комуницирате ли со Бакрачевски? Сте седнале ли за сите овие проблеми да разговарате? Па добро, сме седнале, меѓутоа искрено сметам дека не сме седнале онолку колку што требало да седниме, заради некоја преголема агилност, презафатеност од моја страна, бидејќи го поставивте искрено прашањето некако и неочекувано, го кажувам и сосема искрено одговорот, и со него и со останатите градоначалници сметам дека треба да имам повеќе. Треба, бидејќи секој од вас нели имало одредена одговорност додека раководел со општината. Јас ќе ви се заблагодарам што бевте гостин во Студио 1. Како град ви посакуваме да имате успешна туристичка сезона. За крај ќе ви ја подарам оваа книга која што е практика на Студио 1, последното дело на Санта Аргирова, Времето на Перонов, како ваше сеќавање дека сте биле гостин во оваа телевизија. Се надевам не и последен пат. Ви благодарам. Новинарите секогаш имаат прашања, така да... Да, се надевам и на понатамошна успешна соработка и на попрецизни одговори на сите овие прашања кои што ви поставите. Ќе ве очекуваме и со анализите и со плановите. Да.